Сосема обична животна приказна од едно предградие во Чикаго, раскажана низ 60 црно-бели фотографии низ фотообјективот на Зоран Шекеров, имаше своје деби во мала станица. Верувам дека секој од нас сака да го живее својот сон, доколку го има. Јас го живеев мојот во последните 5 месеци додека бев во Чикаго. Тоа не беше само затоа што имав прилика да го посетам Чикаго и да го работам она што најдобро го знам – фотографијата, туку затоа што по 2 месеци константно талкање по градот и запознавање на нови личности од светот на уметноста ги запознав Глорија Рант и Глорија Орнелас, вели Шекеров. Тие се мајка и ќерка кои живеат на авенијата Вирџинија Лоренс и кои боледуваат од рак. Шекеров во нив пронашол нешто што го овековечил во една фото документирана приказна. Тогаш ја запрашав мајка ми за нејзините комшии да ми раскажува повеќе, бидејќи Глорија и Глорија живееа заедно со мајка ми во иста зграда. И тогаш некако најинтересна и најшокантна приказна ми беше токму со Глорија и Глорија. И така започна се некако, ја живеев со мајка ми, секојдневно ја гледав Глорија пред дворот како пуши цигари, како зборува сама со себе, како има некои постојани халуцинации, како е осамена во некој свој субјективен свет, да речам, ајде. И беше навистина тешко да се пристапи, да се пристапи до нив и како човек, па не како фотограф. Така што најдов некој модус што ја натерав мајка ми да направи некој муавет со нив и прво да се запознавам најпрво со мајката на Глорија, која исто така боледува од рак. Иако воспоставувањето комуникација со Глорија и Глорија му одело тешко, сепак најдобро се разбирале преку фотографијата, а токму тие две причина за тој да остане подолго во Чикаго и оттаму да ја донесе оваа приказна. Морам да признам дека беше тежок, затоа што јас имав една обемна селекција од 150 до 200 фотографии. Меѓутоа, во овој проект не бев сам. Имав професори и ментори, имав некои луѓе кои само инициативно ми помага и тоа беа Роберт Јанкуловски и Елена Бојаджиева кои ми беа ментори, Лидија Паевик и Јулијана Росоклија која се погрижи за овој предговор овде и дизајнот на каталогот. Така што мислам, оној наративен дел е мој, меѓутоа, нормално таа реализација, да кажем, на целата изложба со лектура, со сите тие некои детали, не беа само мој. Глорија и Глорија е насловот на изложбата која 10 јануари е веќе поставена во Мала станица. Истата ќе биде отворена до 24 јануари, но Шекеров не застанува тука. Има и следен предизвик. Следен предизвик за Зоран Шекеров е изложбата која требаше да се деси пред оваа изложба, а тоа е Титоизам, со наслов Титоизам и се работи за луѓе од Македонија кои имаат носталгија према Југославија и кои на некој начин се колекционери на некакви символи и предмети од тоа време, па и фотографии од Тито. Мислам дека Тито е единствен политичар што можам да го видам вака по фотографии во нивните домови, тоа е наистина феномен кој треба малку подетално, пообемно да се истражи. Еден дел од мене знаеше дека јас сум фотографот на кого му беше потребно да му се случи Глорија, вели Шекеров во неговото обраќање во писмена форма до публиката. Фотоприказната за мајката и ќерката од Чикаго, нивното секојдневие и справување со болеста, запишана на црно-бела фотографија. Денес Шекеров ја раскажува во Скопје.